Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Ништо не е променето во ВМРО ДПМН. Нивната кандидатска листа за пратеници е истата груевистичко-режимска кадровска политика која нуди обнова на режимот и враќање назад, ништо повеќе. Антонио Милошевски, Игор Јанушев, Владо Мисајловски, Александар Николовски и уште многу други, олицетворение на режим, неспособност, криминал, корупција, изолација, лажни вести. Понудата на ВМРО ДПМН е истрошени и стари режимски кадри на Никола Груевски. Христијан Мицковски потврди дека се плаши од Зоран Заев и дека е свесен за изборниот пораз на 12 април. Затоа и избега од директно изборно соочување со претседателот Заев и не се кандидираше на предстојните парламентарни избори. Дека ВМРО ДПМН нуди кадри кои се истрошени и веќе докажани политички губитници, потврдува нивната носителка на изборната единица 1, Гордана Силјановска-Давкова, транзицијска професорка и политички губитник, но силен поддржувач на режимот. Носителот на листата на ВМРО ДПМН за втората изборна единица, Владо Мисајловски, е криминална инсталација на партијата на Никола Груевски. Тој, како министер за транспорт и врски во режимските години, има одговорност за пустошот што ВМРО ДПМН го остави во инфраструктурата. Во третата изборна единица ВМРО ДПМН го нуди Игор Јанушев, близок соработник и продолжена рака на Груевски, директно поврзан со режимот и неговото криминално владење. Познат по недомакинското раководење со ЈСП и се сомничи за набавка на кинеските автобуси за направена штета од 5 милиони евра, исто така дел од проектот Панорамско тркало. Јанушев не може да понуди ништо ново, освен криминал, корупција и злоупотреба на функцијата на штета на граѓаните. Александар Николовски уште еден остаток од режимот на Никола Груевски, кој беше аминуван како носител од Будимпешта. Тоа е понудата на ВМРО ДПМН за изборна единица 4. Николовски е докажан креатор на лажни вести со судска пресуда. Игор Дурловски, носител на листата во изборна единица 5 на ВМРО ДПМН. Дурловски е силен поддржувач на осудени насилници и криминалци, криејќи се зад превезот на лажниот патриотизам. Носителката на пратеничката листа на ВМРО ДПМН во 6-та изборна единица, Дафина Стојановска од Гостивар, е кадар и човек од доверба на бегалецот од правдата Никола Груевски. Стојановска е против правата на жената. Не гласаше за Инстабулската декларација, а си молчеше кога режимот на Груевски ги носеше законските решенија со кои ги дискриминираше жените. Тоа е понудата на ВМРО ДПМН за престојните избори. Почитувани, на овие избори ќе се судрат два концепта и две политички понуди. Едниот предводен од ВМРО ДПМН и извршителот Мицковски, кој е концепт на минатото и кој носи враќање назад, корупција, криминал, изолација. Вториот е предводен од СДСМ и Зоран Заев, кој е концепт на сигурна иднина и носи стабилност, повеќе пари, поголеми плати, правда, интеграција во ЕУ и уште поголем и побрз напредок. Граѓаните не сакаат враќање назад, не сакаат изолација, неправда, криминал и корупција. Граѓаните се за концептот на СДСМ, кој води напред и обезбедува европска иднина. На 12 април Мицковски и ВМРО ДПМН ги чека силен подраз од граѓаните.